Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Добро вечер, почитувани, добро дојдовте во Гласот на народот за многу години денешниот празник Свети Никола. Знам дека сте во една добра семејна атмосфера го прославувате овој голем христијански празник. Еве да се заблагодарам на моите поддржувачи за вечерашната емисија. Тоа е Жанета Естетик, козметичко студио. Им благодарам на Мартина и Тамара, тој тим. Интересно е што морам да кажам дека ова дуално образование велеше татко ми се сеали занает синко, тоа е најважно. Ова ние се на една дискредитација го гледаме се тоа, сите сакаме факултетски дипломи, но најмалку се концентрираме на занаетот. И тоа е едно од приматот за нашето обстојување. Дуалното образование во Македонија е нешто ново во рамките на Европската унија. Значи, во оваа школа добивате диплома со верификација од Европската унија. И затоа ми представа голем печаток и предизвик навистина да се приклоните, ако не сте го оформиле вашето образование, час поскоро да се обратите кога рамките со Министерството за образование, токму ова дуално образование. Вечерва, почитувани, да поздравам уште малце, тоа се сепак луѓе кои сте ми се драги, го слават овој празник и го носат ова име. Поздрав до докторот од гастро, тоа е доктор Никола, и честит име на сите вам кои го носите име на овој голем дарител и светител. Вечерва, почитувани, не можеме да избегнеме од тоа политиката или нашето секојдневие, нашата храна, нашиот лајт мотив за нашиот опстанок, што не ми е убаво тоа да зборам, а знам дека без не се раѓаме кој зон политикон и сега сето тоа ни е бризгано во нашите гени, нашите виуги, но никако да се ослободиме од сето она што ни се случува. Денеска вечерва говориме за Македонија, за политичките проекти и за тоа како власта на СДСМ и ДУИ влијаеше врз државата, економијата, идентитетот. Имаме пресилни гости, почитувани. Че има интересни прашања кои нема да бидат излезат малци од политиката, но сепак искуството говори за нив, успешноста, токму и дарителството, алтруизмот, тоа не се нарачува, тоа не се инкорпорира. Или го имаш, или го немаш. Од Бога ти е даден у старт, у твојот развој. Но да бидеш хуман, тоа е големо дело. Задоволство ми ќе ми дозволи мојот соговорник од лева страна да го поздравам господин Трифун Костовски, поранешен градоначелник на Скопје и успешен бизнисмен. Добро вечер и добро дојдовте за многу години. Добро вечер, Слободане. И амбасадорот Маријан Ѓурчев, добро дојдовте и за многу години. Добро најдов и за многу години. Нашата тема е комплексна раковладењето на СДСМ, ДУИ, финансиски злоупотреби. Јас кој искористив тоа 369 методот кој не заваруваше Бујар Османи, или тоа беше Теслината мисла, кој Тесла да е жив, али тој се превртува се во гробот, бидејќи некој ја злоупотребил неговата порака, што е светлост ни години разлика од ова што Бујар Османи ја наметна на Македонија и го излажа македонскиот народ до крај и го доведе до оваква ситуација. Еве додиме првин за најактуелната тема, најчешка тема, после толку време од политичката сцена, од сцената на јавното обвинителство замина Љубомир Коцевски, кој навистина и во моите колумни, и моите пораки, и долично до него, час поскоро да замине, за Македонија го добие своето место под сонцето на една демократска држава, како што заслужи. Кој е вашиот коментар, господин Костовски, че ми дозволите, господин Ѓорче, со оглед дека еден од и паталец, не само бизнисмен, не само гранчаник, кој доживее една голема
неправда, една голема нечесна игра од страна на владата на СДСМ ДУИ, а тоа е со Евростандард банка. Повелете. Благодарам, Слободане. Најнапред, срдечен поздрав до гледачите на Вистел, до сите на мој и твој, кои денеска не пратат на оваа наша емисија, Така, благодарам. во земјата и надвор. Така. Им го честитам празникот Свети Никола, кој кај нас во Македонија се слави двојно, што е една голема убавина во почит на нашите традиции. Така. Ако во некои наши соседни земји се почитува овој празник како именден, а во некој слава. Во нас, кај нас, во Македонија и слава и именден. Така да нека ни е вечен Свети Никола и да продолжиме да си го славиме. Не само Свети Никола, сите наши светци, кои што денеска ни се синоним на тоа кон какво друштво, какво општество треба да се приклониме и да го градиме. Од тој аспект, апсолутно на тој план, јас сум конзервативен на тој план кој е прашање мојата традиција, мојата религија. И тука не остапам никој пат од она што е моје автентично наследено од моите родители, прародители. Во поглед политичката ситуација во Македонија, да, господинот Косевски си поднесе оставка. И редно беше да ви кажам. Јас, ќе ми дозволите, предвадена после 5 години, прв пат бев повикан во јавното обвинителство да дадам званичен мој исказ за случај што ми се случи со Евростандард банка. И меѓу другото спомнав што Македонија е заталкана како земја во која што владее корупцијата и криминалот. Е исклучиво вина на тоа основно јавно обвинителство, кој треба да биде реперот на тоа да дозволи што може да биде законски и што незаконски. Ако тој на време не ги утврди случаите кои што не заслужуваат во земја да бидат имплементирани, тогаш дефинитивно земјата оди во аут. За жал, во изминатиот период, не само на Коцевски и на Јолевски, ситуацијата беше идна. Имаме загубено јавно обвинителство. Односно, јавно обвинителство кое што не реагираше на ништо. Се надевам дека сега со новите избори ќе се променат некои нешта. Да биде јасно, Слободане, Македонија во сите сегменти тапка. Јас верувам во законитоста на мојата република и верувам еден ден дека ќе застанеме на нозе. Сакам да верувам, во секоја влада верувам, во ова најповеќе верувам, дека сака да испорача нешто што ми е мене и на секој мој сограѓанин многу битно, да владее правото и правдата за секој поединец, а криминалот и корупцијата да ги уништиме како плевелот во земјиштето. Од тој аспект, сакам да поздравам оваа одлука, да му почетам, да му посакам на господинот Косевски еден убав живот, меѓутоа да дојде на него место човек кој што навистина ќе има во себе изграден карактер, искуство и честност во приоѓањето на градењето на вистинска држава. Тоа е мојата желба. Да. Амбасадоре, дали ќе го имаме нашиот македонски фалконе? Најнапред да ве поздравам и вас и Благодарам. вашите гледачи. Се надам дека ќе бидеме интересни со нашите ставови и мислења околу оставката на државниот јавен обвинител господин Тупчо Коцевски. И можел да кажам неколку мои размисли во таа тема. Така. Најнапред, сите обвинители кои што после револуцијата, тоа беше навистина обоена револуција, односно colorful револуција со фарбање на згради на Министерството, со кршење на канцелариите на председателот на државата. И таа револуција наметна еден вандализам во македонското општество и тие што дојдоа по револуционарен пат заборавија дека револуцијата ги јаде своите деца. Така и во тој контекст целиот тој пражински договор околу изборот на Катица Јанема Гевгелија, подосна укинувањето на тоа специјално јавно обвинителство, изборот на господинот Јовевски, изборот на господинот Коцевски, беше на некој начин продукт на таа револуција, кој што ги измести основните тежишта на македонското општество пред се,
а потоа и политика. Зошто? Затоа што граѓаните нема вистинска представа. Кога се врши една револуција, тоа се врши по насилен пат, се врши со странски разузнавачки служби, се врши со кризни меѓународни тимови, се врши со објавување на податоци кои што не смеат да бидат објавени. Се руши македонскиот безбедносен систем, се рушат приватноста на многу луѓе. Некои луѓе извршија самоубиства, некои луѓе беа осудени на неправедни казни. И во тој контекст граѓаните на Македонија после 7 години кажаа, во сите анкети за Life Statistical Score, кажаа дека главен проблем во Македонија е односот на правосудните органи кон тоа што представува општествена сфера. Дека нема доверба ниту во судството, ниту во обвинителството. И тие обвинители кои што беа именувани од мнозинството на пратеници во собранието на Македонија од СДСМ и ДУИ и нивните сателитски партии, на некој начин нема легитимитет за тоа што тие беа и продукт на таа револуција и нивната функција беше заробена во тие револуционерни матрици во кои што требаше да се најдат виновници од претходната власт, кои што беа судени по некакви процеси кои што се крајно сомнителни и во постапки кои што доведува до тоа да се суди и во 20 и во 23 часот после навечер и луѓе кои што и ден денеска, особено луѓето 27 април, се уште во затворите во Македонија. Иако видовме како една држава, како Соединените американски држави, која што е храна демократијата, го разреши тоа кога дојде господинот Трамп на власт, веднаш сите што беа осудени за многу пострашни активности пред Капитол Хил во смртен случај. Тие беа веднаш ослободени, додека во Македонија таа флоскула тероризам, која што не може да биде подведена како таква, туку тоа беше едно политичко насилие, беше на некој начин спроведено од страна на правосудните органи и сега тие луѓе се уште дел од нив почина во затворите, дел од нив се таму, но никој не смогна сила токму заради таа револуционерна димензија да ги осуди. Така што ова смена на Коцевски ја доживам како револт на граѓаните. Затоа што граѓаните со голем степен на доверба кон политичката контрола на секоја власт, зашто што е политиката во најширока смисла на зборот, таа ги уредува, менува и надградува условите за живот во една општествена заедница. Општеството е пошироко од државата. Сега ако е така, граѓаните кажат дека со 2% доверба, односно 98% недоверба, тие никако не веруваат дека Македонија со овие луѓе кои што сега на чело на клучните органи, тоа е обвинителскиот совет, судскиот совет, државниот обвинител, биран во собранието, на некој начин ја потикна и на изборите, а и сега оваа одлука на луѓето кои што се во собранието. Што е собранието? Парламентарна либерална демократија, посреден глас на народот, на граѓаните кои што му дава дојба некој пратеник со 10 или 12 да ги представува. И нормално е дека собранието кое што бира има право и да разрешува. Таа флоскула мандатот треба да трае 6 години во Македонија никош не се почитувал. Нити кога бил разрешуван Ставре Джиков, нити кога бил разрешуван Шврговски, нити кога бил разрешуван Зрлевски, ама тоа што е представено од СДСМ и ДУИ дека тоа е така треба да биде, тоа е собрание. За 3 дена го смене. Ама кога треба да се разреши биран обвинител од страна на СДСМ и коалицијата ДУИ, тогаш тоа треба да се истера целиот мандат. Тоа е атак на политиката врз правосудниот систем, што не е така. Во основа во Македонија проблемот е да се каже дека ние имаме каква демократија, ние имаме протективна демократија. Што е тоа? Тоа значи дека правото на глас. Еден човек, еден глас. Втората димензија на протективна демократија е поделба на власта на извршна, законодавна и правосудна. Има и председателска, представничка и има и медумска. Вие сте дел од таа власт. Неформална. Меѓутоа, битно е дека кога имате таква поделба, секојаш се поставува прашањето кој ја прави контролата. Токму ја прави контролата највисокиот законодавен орган, собранието. И затоа сметам дека честитам на пратениците, затоа што направи една промена од револуционерна содржина кон еволутивен пат, дека недовербата на граѓаните ја канализираат во еден процес кој што се надам ќе изнедри нови решенија, квалитетни луѓе за кои што верувам дека во Македонија ги има многу, секојаш ги имало, меѓутоа не биле забележани од одредена структура, а сега очекувам дека тоа што постои во Македонија, квалитетни луѓе во обвинителскиот совет да бидат, во судскиот совет,
квалитетен нов државен обвинител, кој што ќе знае и ќе умее да ја стекне довербата на македонските граѓани. Така, за двајцата. Со оглед дека имавме настан кој во човековата историја не се памети. Предавството, народот, општа народна констатација, а тоа е промена на името под присила. А што нонсенс, тоа е велепредавство, најголемо кривично дело, кој никош не застарува. Обвинителот кој замина од својата функција не мрна со прста. Предходно тој истиот обвинител кој сакаше награда Јовевски како награда за тоа што многу бил активен позитивно под наводници за Македонија, вика па може да поминам остатокот од животот во Уставен суд. Значи по допрен глас, по изјава на председателот Ѓорѓе Иванов, кај што вели името е продадено за 150 милиони евра. Како колку гледате се тоа? Еве 369, најголемата небулоза, предавство на Бујер Османи, кој сите налажеше на претениците им да вие знаете, учествувате, предпоставам, во наша заедничка мисија, еден празен лист, кај што нема ништо в тоа протокол Сетона. Како ви го толкува тоа велепредавство? Дали е време новиот обвинител да превземе работата во своји раце? И конечно, актуелната власт јасно кажа, немаме никакви амбиции за обвинител, ако мислите од ВМРО, слободно е, сите имат право да конкурираат, кои сметат дека се способни, имат искуство, значи нема тако партизација. Ве молам, двајцата ме интересира. Господин Костовски, господин Ѓорчев. Види, вака влегуваме во една фаза во која што, сакале свесно или несвесно, политиката е таа што го диригира севкупниот наш систем. Односно политичките партии. Прости ми Слободан, и ден денеска, меѓу сите политички партии, опозиција, чувствувам една омраза, длабока омраза. Не може со омраз да се гради заеднички систем. Мора да се промени начинот на комуникација, во кој што треба да се седне, да се разговара за сите, посебно стамени и битни елементи за една држава да функционира. Прашањето кој го поставивте апсолутно за јавниот обвинител. Јавниот обвинител е само еден сегмент од целиот овој систем. Мораме на секоја позиција да поставуваме луѓе кои што навистина ќе бидат независни, искусни, со знаење и посветени на работата. Се слагам, обвинителството е буквално она базичниот почеток на креирање на едно модерно општество каде ќе владее правото и правдата. Ја верувам во владава која предводи Мицковски. Меѓутоа, Маријан тука сега зборува за јавниот обвинител, меѓутоа од партиски аспект. Јас зборам од граѓански аспект. Ја не сум член на партија, Маријан. Јас сум граѓанин во кој што верам во секоја влада дека сака да ми испорачи добро. Меѓутоа, после тоа, неговиот мандат, сваќам дека во многу работи сум грешил. Меѓутоа, тоа не ми го намалува мојата желба дека еден ден ќе доживам да дочекам правда во овој наш систем. И затоа верувам во оваа влада. И сакам да верувам. И нема да остапам во мојата верба. Меѓутоа, ми требат комплетни чекори кои што ќе се докажат со дела. Апсолутно се слагам. Трамп беше маж. Ги ослободи сите негови, да не кажам, затвореници кои што патеа или плаќаа цена за неговото невесто. Еве, сега кон крајот на пред нова година ќе бидат ослободени останатите 8 мина затвореници од тие мартовски, да не кажам, денови, во кои што ја сакам да им честитам на тие деца, да бидат здрави, живи, да положат во ова наша држава да си положат. Неправдата мора да сузбием во сите сегменти, не само во политиката. Политиката е еден сегмент кој го креира нашето општество. Ние, граѓаните, живееме во таа држава. Ја не сум партиски. Јас сум човек кој што е граѓанин на оваа држава и го сакам мојот народ, го сакам мојот политички сегмент таков како што е изграден. Меѓутоа сакам да има институции кои ќе бидат функционални. Затоа очекувам дека и обвинителите, ако им се даде тоа право они да изберат, дека навистина
бидејќи објективно немојте да сметате дека и обвинителите кои беа во јавното обвинителство, дека се сите еднакви корумпирани како во случајот со одредени први, втори или трети. Има да честни, нека- има професионални. Има честни. Затоа да дозволиме да таквите луѓе со нивните подршки да застанат луѓе кои што навистина ќе дадат една убава димензија на нашава држава. Ако завладе човек кој што ќе го води обвинителството честно и на честен начин, како што во случајот во моментот, по мои критериуми, Тошковски даде една друга димензија на Министерството за внатрешни работи. Буквално е транспарентен за сите настани и буквално мене ми се допаѓа што машки одговара на секој напад кој што му го прави позицијата. Дали од проста причина колку да го збогати секојдневието со некои настани или од причини кои што за мене се неразбеливи, меѓутоа сакам да верувам дека со новиот јавен обвинител ќе се промени самата генеза на функционалност во нашиот систем. Да, господин Џурчев, прашањето беше токму за и околу дерогирањето пред се на државата, со промената на имото и што нема никаква консеквенца. Значи, за тие сторители кои го сторија најголемото кривично дело. И апропо, само добро ви благодарам за подпрашањето, господин Костов. Народот е многу дисциплиниран македонскиот. Еве, со новиот Safe City, видов и гледам како луѓето, возачите, нашите колеги во сообраќајот, се аклиматизираат и прифаќаат. Значи, луѓето сакат реформи, сакат промени, што досега не беше. Ве молам. Во контекст на вашето прашање во делот на луѓето кои што на некој начин не почитувајќи војот на граѓаните го промени името и да имате одговорност поврзано со, би рекол, покренување на обвинение за такво нешто, морам да кажам дека има, не е битно ние што ќе кажеме, постојат снимки, постојат документи, кај што постои подпишувањето на тиранската платформа на сите албански партии без ДПА, кој што беа кај Еди Рама и разговара за тоа како македонски политички партии, отидоа кај председателот на Албанија, не кај председателот на Македонија. Се разбира, тоа е нивно право, но тие се македонски државјани, таа е македонска политички партии со албански етнички ентитет. Отидоа таму и се вратија и мандатарот на владата, господинот Заев, даде ветување пред председателот Иванов дека нема шанси името Република Македонија да биде сменето. Тоа беше јасно и децидно изговорено на стребда кај председателот Иванов. Нема шанси тиранската платформа да биде реализирана во време на неговиот мандат како мандатар и избран премиер на македонската влада. Тоа се две клучни аспекти кои што тој ги кажа во канцеларијата на председателот на Република Македонија, професор доктор Георге Иванов. После тоа, по причинско-последични активности следеше референдумот, кај што беа потребни 890.000 гласови за да биде референдумот, нешто над тоа, успешен 50 плюс 1 глас, 50% плюс 1 глас од вкупните избирачи на Република Македонија и 610.000 гласа за промена на името, со должна почит кон нив, тоа е нивниот став, македонски граѓани се. Тука нема партии, тука има граѓанска димензија. 30.000 беа против. Но вкупно излегува 640.000 гласови. А не 800.000. А не 890. 280.000 не остасува да биде референдумот успешен. Кога вие не сте дефинирале формално, правно, кога некој може да го смени името? Меѓутоа, Уставот јасно кажува дека може да се смени со референдум. Дали тој е облигаторен, дали е факултативен. Факт е дека референдумот беше неуспешен. И вие, спротивно на војата на македонските граѓани, се дрзнувате, двајца луѓе, Зоран Заев и Никола Димитров, да решаваат, дори јасно беше кажано од Коцијас и Димитров, дека они спротивно на сето тоа што било претходно правено од сите македонски влади и председатели, тие решаваат да го надминат тој спор со некакво нивно решение, кое што ќе значи носење ново име и некои други одредби во делот на нашата античка историја и во делот на тоа што представува потребата на придавката македонски и подпишува договор во Нивице. Тоа, во секој случај,
Постои изјавата, добро ја кажете на председател Иванов, кој што јасно кажа дека има сознание дека името е продадено за 150 милиони долари. Требаше тогашниот јавен управител господин Јовевски подопрен глас да покрене истрага, да го провери тоа, кои се тие аргументи со кои што располага председател Иванов, какви се тие аргументи, со што тој, од кои се извори, од каде се тие, би рекол, сознанија, и нормално дали си има обвинителството од ТЕРК, тие се професионалци, знаат дали треба или не треба да се покрене обвинение. Но факт е дека македонската држава едноставно се оглуши од гласот на народот, од македонските граѓани. Тие јасно кажат дека не сакаат промена на името. Двајца луѓе го сменија името. И пазете што има нешто друго. Во договорот со Грција од Нивице во јуни 2018 година стои дека тој договор има важност, односно, ќе кажам член 10 тој договор, дека Република Македонија има право втората страна да го применува името, се додека 5 години од моментот кога ќе почне преговори со Европската Унија. Ние не почнавме ни до денес преговори со Европската Унија, а веќе 2018 година, јас бев амбасадор во Софија, сите што идеа представници, како папагали повторува Република Северна Македонија, Република Северна Македонија. Ние не почнуваме преговори со Европската Унија. И 5 години стои децидно во член 10 во тој договор од Нивице, дека имаме право придавката на македонски и тоа што представува се што представува како име на втората страна, да си го потребуваме најнормално, нормално работејќи во делот на тоа што представува лична карта на Македонија во Обединетите нации. Но ете, тоа се показатели како требаше да действува македонското општество. Затоа велам дека пресуден греф во Македонија е незнаењето и манипулацијата на одредени политички фактори, кои што сака да кажат дека тоа ништо не е страшно, името било сменето затоа што требало да одиме напред, тоа било визија, тоа било перспектива, меѓутоа објективно Македонија загуби многу, затоа што жртвуваше се, најголемиот адут на Македонија представува библиското име Македонија, името кое што не врзува со многу нешта во развојот на културно-историското наследство на европскиот континент, и ние тоа го се откажавме од тоа име, а следеше во октомври 2019 година изјавата на францускиот президент Макрон заедно со Холандија и Данска дека Македонија точно било ветено дека таа е последна препрека која што треба да се надмине и да отпочне преговори со ЕУ, но сега ЕУ треба внатре да се реформира, а потоа ќе разговара за Македонија. Тоа де факто значи дека промената на името за нас не може да важи се додека не отпочнеме преговори со Европската Унија. Оти така стои во договорот со Грција. Сега, тука е важно општеството. Државата е една работа, општеството е поширок поим од државата. И тука е пресудниот греф незнаењето. Ако општеството, кое што граѓаните знаат што треба да се направи, и јасно му кажат на државните функционери, независно од која политичка партија, граѓаните да кажат, ние тоа не го сакавме. Ние сме против тоа. Ние знаеме дека сме излажани. Ние знаеме дека требаше да се покрене постапка, да се провери кој, зошто, како и од кои причинско-последични аспекти го направил тоа. Ние тоа не го направивме како општество и државата е сега во стапица. Од една страна не може да чекори напред, зашто во Обединетите нации личната карта е напишана. Од друга страна нас ни се поставаат нови дополнителни услови, како што беше септември 95-та, декември 95-та, сменете го знамето, сменете го член 49 од Уставот, па потоа 2001 сменете ги референциите за етничката политика во Република Македонија, што е успешно извршено, па потоа дојде 2018 сменете го името и сега се бара нешто друго што кај нас мора општеството да реагира, а државниот механизам, добро каже господин Костовски, не е само обвинителството, тоа е само еден елемент кој што е многу битен како трансмисија на извршната власт во делот на преточување во една правосудна постапка, на некоја, да речеме, на некое барање, подопрен глас или нешто друго од граѓаните или по службена должност треба да го направи тоа. Но општеството, за жал македонското општество не реагира. Зошто е тоа така? За мене пресудниот греф е незнаењето за сите овие процеси, малата информација, добро кажавте, името е сменето, со една информација, со предлог заклучоци, без да биде приложен
договорот, Вториот без да биде приложен вториот протокол, односно преговарачката рамка е усвоена, а тука се состои све. Во преговарачката рамка знаете што има? Ова преговарачка рамка се однесува за тоа и тоа и за билатерални договори на Република Македонија со Грција и Бугарија. Тоа значи се. Дека прифаќате секакви задолженија од протоколи, обврски кои што некој пред вас ги превземал. И тоа е преговарачката рамка. И тоа беше дадена во едно штура информација со предлог заклучоци. Не беа предложени ни преговарачката рамка, не кажавте пред малку, не беа предложени ни преговори, ни протоколите, тоа се извештаи, што обврски превземала Македонија. И пратениците гласаа во парламентот со 68 пратеници за, еден пратеник беше воздржан. И самите СДСМовци беа излажени. Ама не, пазете, тука се работи за незнаење. Јас пак ќе кажам, пресудниот греф е незнаењето. Пратениците во парламентот биле манипулирани. Толку тоа сака да кажа. И толку е. И сега тука македонското општество, не можам да кажам. Маријан, не можам да прифатам дека пратеник во моето собрание ќе биде манипулиран. Тоа веќе тој не е свесен или нема потреба да биде мој пратеник. Ние ги бираме најсовесните луѓе кои што треба да бидат во нашиот парламент. По мене, господинот Заев е предавник. Прости ми. Тој ни го продаде името, тој ги створи најголемата омраза во историјата меѓу македонците и бугарите, бидејќи со неговиот начин на комуникација нас македонците не понижи. Во очите на бугарите им даде право на слово да мислат дека со нас се може да прават. Не може да прават. И апсолутно тука, неприкосновено, има работи за кои можеме да разговараме и да се договориме. Има работи за кои што немаме отворен разговор и едноставно ја затвараме капијата за преговори. Тука мора да го покажеме нашиот карактер. Се слагам. Ниту една нација балканска го нема тоа име, најстаро на Балканот, како што е Македонија. Не може Бугарија да биде помодерна и постара држава од мојата Македонија, ниту Грција денеска, ниту Албанија, ниту Србија, ниту Косово. Затоа, не сум јас националиста, ама си го чувам своето. Го сакам мојот бугарин, ама сакам почит меѓусебна. Меѓу мојот грк, мојот албанец, тие се луѓе со кои што јас морам да живеам. И затоа сметам, Маријане, мора да се седне комуникација. Говориме за тиранскиот договор кај албанците. Зашто не ја гледаме вината во наш и во македонските партии? Зашто да им дозволат да идат кај Еди Рама? Дојди тука, ти си мој, со мене ќе разговараш. Дали ме сакам да покажам една друга димензија. Диалог меѓу македонските политичари. Мора да постои базичен диалог за капиталните интереси на нашава држава и на нашите сограѓани. Тоа е убаво да се слуша, господин Костовски. Јас се согласам со вас. Еве Германија 2013, исправете ме или 14, направи една коалиција меѓу СПД, социјалдемократите и ЦДУ. Шолц и Меркел. Меркел. Што е за доброто на германците. Што викаше Хелмут Кол, се сеќавате го, мава со јајца, па дури еден со бокс по стомак, вика, можете се. Ама ако ме удрите по джебот, не опроствам. Значи, економијата преди се, мада таму, почитувани гледачи, знаете дека е огромна економска катастрофа. Ќе ми простиш кога го спомна Хелмут Кол. За мене Хелмут Кол е поголем германец него Бисмарк, кој што Германија го слави како единствен. Тој е обединител на денешна Германија. Секој согласувам. Нека го мават со јајца, со се да го мават. Неговите дела говорат за него. Толку од мене. Во секој случај сакав таа дигресија да ја дадам во се тоа дека ние можеме да направиме на кохабитација меѓу политичките партии. Партиите секојаш рекол, партијата е Македонија, куќата е Македонија. Тие, ако се согласите со мене, јас се ја нареков, куќата Македонија има многу одаи. Не куќа, моја партија е Македонија. Значи, куќа, јас така ја нареков во еден серијал на моите колумни, има многу одаи. Одаите ги нареков политички партии, кои мора да има кохабитација. Еве, мојата денешна колумна, тоа што реков кога политиката станува проект, СДСМ Сорец на крстопат.
Токму ваквите, ако се согласите со мене, инфилтрирани, не сега пета колона, што викаме, слушав пред некоја прошлата емисија, не се нарекуваат шеста и седма пета колонаш, шеста колона, кои се инфилтрира како НГО, невладини организации, и работат против интересите на Македонија. И конечно, човекот кој се вратил од Берлин и кажал, па зошто да не биде албанец премиер, зборам на господинот Фрчковски, и сега во проследната негова артикулација збори мора да се случува пржино 2. Ве молам, двајцата ве прашувам, дали вакви имиња треба да бидат и натаму во етерот, во политичкото живење, и мајчи факт, тоа е одговорот на господинот Костовски. Таквите се загадувачи на меѓусебното живење и почитување. Има прекрасни луѓе во СДСМ, прекрасни луѓе во ВМРО, ДПМН, каде што на вистина немат никаква омраза меѓу себе. Дали може, господин Ѓорчев, конечно на вистина Македонија биде преди се, а другото да се става во еден заден план, бидејќи Македонија мора да иде напред. Еве, председателот на ВМРО ДПМН завчера од Брисел кажал, идеме напред со реформите и не може некој да ни оспори. Или ќе биде како што треба дадовме збор, без уценување, или нема ништо. Дали треба СДСМ и другите да застанат кон ставот на господинот Мицковски? Значи, пак ќе се навратам на односот општество-држава. За време кога јас сум бил активен во политиката, тоа е некаде од 90-тите до, да кажеме, до 2005 година, 2006. Не си активен, извини. Не, добро. Читаш, пратиш. Да, но кога сум извршил... Може би не си на извршни Да, функции. да, не си, да. Значи, Да. живееме за нашата Македонија. Да, точно е тоа. Но сакам да кажам, кога сум носител на одредени функции во државата, имавме тогаш во тој период, во тие 5-16 години, многу бројни контакти со многу политички партии. Јас сум од Кавадарци. Сме имале средби со либералите на господинот Андов, правореформистите, со Панчо Минов. Двајцата веќе не се меѓу нас, сме имале контакти со прво СКМ, ПДП. Олешта им земја. Да. Со Петар Гошев, со Ристо Пенов, потоа со нивната демократска партија. Со подпредседатели на СДСМ, како Бузлевски, идеологот на СДСМ, професор Сашко Насев. И тоа било вистински пријателство во смисла барање решенија како за македонскиот восторг, за македонското возобнување. Воскресни Македонија. Тоа беше лозунгот на тие први 10-15 години. И имаше флуид. Ние сме разговарале исто така со мој сограѓанин Ѓорѓи Спасов. Сме седеле 96 година. Така од Неготино, молим. Да. Кавадарци Неготино Добро, не се заедно, ама тиквеше тоа. Тиквеше, ја говорам во поширок контекст. Добро. И он како Добро, министр за правда, јас како подпредседател на партијата во опозиција разговаравме како да го направиме законот за локална самоуправа ефикасен, како да биде функционален. И тоа било размена на секојдневни средби. Тоа не недостасува на македонската политика. Да прифати она што Европа го прифати. Дека Хелмут Кол, десничар, и Жискар Дестен, кој што точно 90-та година Берлинскиот зид падна, благодарение на Хелмут Кол. Но тука е Жискар Дестен, исто така извонреден десничар од Франција. Но тука се и социјалдемократите Хелмут Шмидт и Брандт. Значи, тоа беа луѓе, Вили Брандт, тоа беа луѓе кои што граде Европа, единството на Европа, независно од едната политичка опција. Како граѓани на Европа, кои што продолжи мисијата на Аденауер, германецот и Шуман, французот, и Моне, и Де Гаспери. Значи, тоа се луѓе кои што се надминаа во поглед на нивните идеолошки ориентации и градеа на заедничка европска иднина. Тоа до 2006 година и во Македонија функционираше некако. Меѓутоа, во последните сега 15 години од 2006 до 2020 и оно сето што се случуваше, пак ќе кажам, со една револуција. Ние имавме две револуции, едната беше 2001 на база на етнички судир имплантиран од меѓународен протекторат и вториот беше 2016 со објавување на тајни документи кои што тоа е синдром Викилик Сноуден. Ајде да видиме зошто се крие Сноуден, зошто Асанж
му се заканува 30-40 годишен затвор. Затоа што не смеат да ги објават документите за Пентагон, за ЦИА, за БНД, за француската служба. Не смеат. Во Македонија се беше објавено како работи македонската ДБК, како работи македонската агенција, како работат нашите функционери, пратеници, министри. Пазете, тоа е недозволиво. Тие што тоа го објавија, така наречени whistleblowers или свиркачи, па тие во Америка не смеат да се појават на телевизијата, на CNN, во Англија на BBC, во Германија на кој беше таа RTL нивната. Не смеат, затоа што тоа се законски, вие штитите државата. И тука... Демократијата се суспендира во моментот кога е загрозена државата и интересот на граѓаните. Готово. И тука тоа Америка е најдобро го. Ама Меркел е дел продолжение на Кол. Така. Таа владееше 20 години, 5 мандата. Така е. Изгради имидж на железна дама, изгради имидж на европјанка, изгради имидж и тука во Македонија. Неприкосновен лидер. Така. Но факт е дека таа црпеше и од искуството на Брант и на Шмидт. Така. Не само од Кол. Па тај живееше со исто, ко Шредер и Меркел живееше со Путин и имаше добра кохабитација, не ваков смисол на зборот. Сакам да кажам дека ние имавме добра подлога, добра основа да соработуваме. Ние сме мал народ, сега релативно во однос на големите држави. Ете, бевме 2.391.000, сега сме 1.820.000. Меѓутоа, факт е дека се познаваме. Јас го знам господин Трифун Костовски со години, и како бизнисмен, и како градоначалник, и како пратеник бевме заедно, сме били на доручек заедно во кај Џорџ Буш 2003 година заедно бевме. Пред да почне да го нападне Ирак. Да, пред да го нападне Ирак. Сега да ви кажам, и тоа останува, тоа пријателство, тие средби, тие патувања заеднички, тие градења. Да, и Каролина Ристова беше со нас, да. И сега тоа останува. И тоа се гради. И така можеме да одиме напред. Тоа е мојот став. Значи, независно од партиската или идеолошката или било каква припадност, вие припаѓате на својата држава, на својата татковина. Но ова што го кажа Маријане, на конгресот сега што беше одржан во Кавадарци, Милошовски испадна со една изјава во кој што се прави програма ВМРО за развојот на Македонија до 2030 година. Мене тоа ми е многу симпатично и убаво. Кога има визија, кај треба да одиме и што треба да работиме. Јас само го споделив на моите социјални мрежи, реков, многу е добро сите политички субјекти да бидат запознани, да бидат дел од една ваква конструкција во која ќе се гради државата. Бидејќи, Маријане, живееме во едно лудило, прости ми. Ќе дојде политичка партија која била опозиција на власт, го занемарува сето тоа што е направено од претходната власт. Ние градиме автопат 60 километри кој денес модерниот свет ќе го изгради за 6 месеци, веќе 17 години. Ние имаме авет згради овдека во градов, меѓу кои во Уким, во дворот на Уким, кои што веќе 15 години стоат авети. Како ругу. Зошто? Кој го плаќа тоа? Со чии пари тоа некој се изживува? А студентите немаат каде да учат? Во прашање на односот со денешна Бугарија. Никој пат ја не би постоел друг на местото да преговара со јазикот и името меѓу Бугарија и Македонија, сем македонец. Мора македонец да биде. Бојран Османи го почитувам како интелектуалец и доктор и хирург. Прекрасен. Меѓутоа, одлуките мора да го носам јас како македонец. И да го осудам мојот македонец утре како предавник. Вака не можам јас Бојран Османи да го осудам, бидејќи он не се чувствува македонец. Па не случајно го избра него, зајо го постави за да ја направи таа. Зависи какви инструкции му дали и не му, да ти кажам. Тоа е слобода, не многу битно. Дали по секоја цена да прифати договор, зашто ја и да ги бранам утре, ја да бидам на функција, албанските интереси, морам да бидам со албанецот до мене, да тој ме советува, бидејќи јас со тој мој албанец, со мојот бугарин, кој што не е во уставот, а живее со мене, со него сакам да седам, да се договорам, како понатака да го градам системот заедно. Ја да сум човек кој што би бил на функција, би ги собрал бугарите во Македонија, не да ги собира Радев, ќе ги соберам кај себе. Дојдете кај мене, што мака имате со нас? Дајте вие како бугари, кои живеете кај нас, вие почитувате мене како македонец и кажете му на Радев, тоа е посебна нација, посебен народ. Сакам да ти кажам, мора тука многу алтруистички, многу
многу длабоко да се навлезе во генезата како да победиме. Немаме сила, не сме богати, немаме многу народ. Мора да бидете интелигентни, паметни, мудри. Господин Косовски, морам тука да упаднам на една ситуација. Повели. Ја ви благодарам, господин амбасадоре, многу за членот 10, што е во гласот на народот. Почитувани имавте ретка прилика да го слушнете тоа што не го имавте слушнато и одете по дефиниција. Ја кажав дека човек кој нема чувство на национална припадност, тој најлесно ќе каже во една минута, ако е 60 секунди, 120 пати тоа ругло име. Као да е слот машина и му паѓаат по 100 евра тие поени. А и некој дава внатре, да ти кажем. Но, конечно, на 22 мај 2022 година, Бојар Османи, тета или визави рускиот пилот, јас секој така ќе го наименувам, така е тој Румен Радев, и му кажа, ако ние влеговме во уставот, зашто вас да не ве ставиме устав? Дали тоа е велепредавство? И ја кажав ве по допрен глас, и никој тоа не реагира, моите колеги не го активират. Вие дадовте прекрасна дефиниција. И ја често пати го спомнам, ама кој ќе ме слуша, еве, од амбасадор. Значи, немаме обврска тоа ругло име да го употребиме и покрај тоа што не беше Орега Омнес, еве мене лично Метју Нимец 2016, во неговата резиденција ми кажа Слободан, само to change, да го промените името фирм, тоа ругло име исто, со ново име, не за Ерга Омнес, не за Двојната формула. Војната формула. Еве, во тој контекст. Еве, околу оно што го загатна и господинот Костовски, и мојот драг пријател Трифон и вие исто. Значи, јас сакам да кажам следново. За конкретно македонските граѓани со бугарска етничка самосвест. Долги години работам со представниците на Омо и Линден прво, ги познав и основачите, Данчо Костанинов, нека му е лес на земјата, Георги Христов, уредникот на Народна волја. Јас добро знам дека господинот Костовски, господинот Трифон Костовски, мене лично Георги ми кажал, Маријан, господинот Костовски ни помогна за тоа и за тоа. Тоа го кажувам сега. Значи, сакам да ви одедам признание. Јас лично го знам, тоа 35 години работев, прекаснав со тие луѓе, кој што издаваше новини на македонски јазик, Народна волја. Македонски, бугарски. Да, една страна македонски, како ослобоđење во Сараево, една на латиница, една на кирилица. Али на литературен. На литературен прекрасен човек. Сега, значи ние ги знам проблемите таму, ги знам проблемите тука во Македонија. И знам луѓе од Кавадарци, од Струмица, од Штип, кои што се чувствуваат како македонски граѓани со бугарска самост. Ворете, проблемот кој е? Што македонската држава, и така треба да гледаме секојаш, јас ја сакам државата, си ја ценам, но на база на референтни позиции. Македонија во делот на уставните права, националните малцинства, наречени кај нас делови други народи, има направено толку многу, што мислам дека само Финска има, или Шведска, кои што на некој начин дават на малцинствата исто тие права што Македонија ги даде не една малцинска заедница, а во другото, во односот на сите други права на заедниците, на сите малцински заедници. Сега бугарите во Македонија, македонските граѓани со бугарска самосвест, имаат право да имат здруженија, да имат клубови, да имат политичка партија, ДГУ, Демократска граѓанска унија, председател беше Петар Колев. Не го знам сега статусот кој е председател, кој се извршниот одбор, но пазите, вие имате право да имате политичка партија. Јас го поставам тоа хипотетично. И да ви кажам право, ми беше желба на изборите, кај што се јавуваше ДГУ, да се појави човек кој што ќе ги освои симпатиите од македонски граѓани и да имаат пратеник во македонското собрание. Тоа е доказот за македонска демократија. И кој што ќе истакнеше дека на тоа ниво Македонија ги исполнила, ќе каже дека тоа е македонски граѓани со бугарска самосвест, како што кажува Стоилковиќ или како што кажува Милетич или кој беа во парламентот, како што кажуваат турците, како што кажуваат ромите, властите, сите во Македонија, албанците се разбира, и во тој контекст да кажеме дека ние сме на вистина еден дострел во демократијата, во соживотот, како што го нарече Киро Григоров, и тоа остана во Македонија меѓу македонската нација и деловите од другите народи и нации кои што живеат на територија на Република Македонија. Да. Но поентата е, ако веќе ние тоа го правиме, ако ние тоа сме достигнали толку високо ниво, треба да гледаме ситуацијата на бугарските граѓани со македонска самосвет. Какви права имаше Георги Христов?
Какви права имаше Данчо Костадинов, Никакви. какви права има сега Стојков, председател. И тука, Никакви. а што бараме ние од Бугарија, нашиот премиер господин Мицковски многу јасно кажува, реципроцитет во насока не ние тоа се Асиметрично, манипулира, да. не во делот бугарите да ги стават бугарските граѓани со македонска самостојност во уставот, туку само во делот да се признае европската димензија на бугарската држава и да ги уважи барањата на граѓанско здружување на бугарски граѓани, на бугарско здружение на луѓе со македонска свест. Тоа ние бараме, Бугарија тоа да го уважи, односно да уважи владење на правото, пресуди на судот за човекови права во Страсбург. Што е Европски суд. Што е европски, не меѓународен суд, Меѓународен меѓутоа суд. Меѓународен суд, има валидност за Во членка кој на што се Европската унија. подписници сите држави. Сите овде. држави се. Тоа го бара Меѓутоа не го Македонија. применува. Тоа го бара Македонија. Знаете што, ведејќи сме у 50-та минута, почитувани знам дека сте Апсолутно во право собрани сте на еден убав настан, одбележувајќи го големиот празник Свети Никола. Еве на една мала брейк, да речеме пауза. Не ме поздравив од моите најблиски соработници. Тоа е Кристина Томич, меѓу главен продуцент и инженер Ивана Алексовска, која е главен инженер во техничко водство. Нам на сите ни треба една молитва, силна молитва како ние да се интегрираме. Многу убаво се чувства, верувајте ми, таа синергија во студиото, кога упатуваме пораки како да се обединиме како македонски народ, породи државјанство. Одиме со една убава музичка numera, neka bide iznenaduvanje. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Преубаво, нели? А ве изненадив, да бидам искрен. Да, благодарам многу. Ова е за- преди 20 години снимена во манастирот Свети Јован Бигорски, кога уште пред пожарот беше, и денеска пред некој ден бев кај отец Партени во Свети Јован Бигорски, морам да ви кажам, направен е Бигорски нешто феноменален манастир. Мислам дека во целото православие, на целиот православен свет, ова е еден убедливо најубав манастир. Бисер. Со комплетно толку многу содржини, толку многу големо богатство и едукативно делче, посебно оној кога целиот тој манастир е посветен за решавање на социјалните и здравствени проблеми на незини пациенти, односно луѓе кои што имаат потреба од тоа. Верувајте ми, тоа е синоним на едно богатство наше македонско, кое што изградено, иако Свети Јован Бигорски е стар манастир повеќе од 1000 години. Овие 30 години е толку надграден што во останатите 970 години не бил изграден. Верувајте ми, ремек дело и посакам да секој кој што е љубител или почитувач на православието, па и на културата, не е битно дали е муслиман или православец, да го посети тој манастир. Ние сте го посетували Свети Јован. Сите народности, сите сите вери. сите луѓе кои што живеат во Најголем број на монаси има. Точно. Во целото православие на Балкан. Први беа што помага Тие во помага пожар. многу, да. Интересно е, почитувани гости, што И Македонија тука е женскиот манастир, недалеку, Рајчица. Рајчица е веднаш. Тоа е да Пред ви се Дебар, на пред ремек Дебар, дело. да, пред Дебар. Луѓе, Пред ја на таа парохија им си минјам капа. Свети Наум направен е бомбона. Рајчица, Бигорски. Тоа се нешто кое што навистина представуваат една прекрасна убавина наша македонска, да се разбере. имаме доста наши прекрасни манастири. Еве да ви кажам искрено, во делот на Пробиштип, посетете ме манастирот Свети Гаврил Лесновски. Гаврил Лесновски. Во Битолскиот крај исто така имаме голем број манастири, цркви кои се раритет во црковната архитектура и сето на значение. Значи, можеме да речеме... Да долова наистина- малце Да. за Бигорски. Да. Бигорски од сите манастири кои што ги има во Македонија е денеска колос. Тоа е огромна крепотина, да ти Многу е кажам. инвестирано. И денеска и се уште се инвестира, се уште се работи. Бевме предвадена. Работници ставаат од пустец, што знам, камени,
го градат новиот дел во кој што треба да биде повторно намене за самиот манастир и гости кои што ќе доаѓаат тука. Верувајте ми, препорачувам секој да иде да го посети тој манастир. Тоа е богатство во кое што ќе се врати многу побогат духовно, светињата е голема и така. Но еве во рамките на тоа што веќе говоревме, завчера слушнав премиерот во заменување или замена Желјасков, исправете ме. Си поднесе оставка и ја изгласа. Меѓутоа, која негова со 227 пратеници му е прифатил? едногласно. Сите во Меѓутоа, парламентот. тој не е екс официо да дава оставка, ова е изјава, го слушам во Брисел и вели, ние немаме спор со нашите соседи, не сакам да го наименувам името, тие треба да го почитуваат договорот со претходната власт. Енде, вие имате сега прашање со Европската унија. Од билатерален став на мултилатерален спор, што исто беше со со Грција. Согласувате со мене? Да, и тука е вака сега околу Желјасков, Росен Желјасков, нивниот премиер, по нивните закони, се додека не се направи службена влада, Тој тој понатаму е ВД премиер. Кога председателот Радев сега обавува 3 консултации, прво понудува на коалицијата ГЕРБ СДС како најголема партија во претходниот мандат, потоа оди на продолжуваме промената Демократска Бугарија, и доколку тие две партии не успеат да состават мнозинство од 240 пратеника, тоа е 127 пратеник, тогаш одат Радев оди по собствен избор, предлага на трета партија од 7 кои што се сега во бугарскиот парламент. До тогаш Желјасков е премиер и извршува таа должност. Затоа беше во Брисел како премиер, но многу битно е при неговата оставка, мене ми остави впечаток, дека тој кажа нешто што беше желба на бугарските граѓани. Тој кажа дека ние поднесуваме оставка заради нашата собствена арогантност, надменост, суета и непочитување, парафразирам сега, и непочитување на војната на бугарските граѓани. Тој сам кажа зошто поднесува оставка. А фокусот на оставката беше кон двете личности кои што на некој начин го детерминира однесувањето на бугарските граѓани, тоа се Бојко Борисов, кој што во функција на еден татко на нацијата имаше на некој начин манир да се обрече како татко на нацијата со мудрости од бугарското културно творештво, ликовите Андрешко и Бајгањо, кои што се делови, типски делови на еден бугарски дух. Тој сега во последните 6 месеци наместо Желјасков да излегува и да кажува што треба да се направи за еврозоната, а Бугарија одамна заслужи да биде членка на еврозоната по својата стабилност на левот, на резервите, на внатрешниот долг, буџетскиот дефицит. Бугарија е со валутниот борг од 1997 година една од првите 3 земји во Европа кои што најмалку задолжен со најголем број девизни резерви према бруто општествен производ. Но тој место премиерот секој ден Борисов се јавуваше на телевизија, на медиуми, во печатени медиуми, електронски, социјални мрежи во кои што кажува што треба да се направи, како треба да се направи, како еден човек кој што не треба тоа да го кажува. Исто и Дељан Пеевски, кој што е еден олигарх, типичен балкански олигарх, со огромни темни петна во минатото, а кој што настапуваше во последните 6 месеци па како најголем социјалист во Бугарија, како човек кој што е дете на работничката класа во Бугарија. И тоа народот едноставно не можеше да го издржи. Тоа беше поводот, тоа беше причината. Причините се малку посложени, но фактот е дека Желјасков тоа го детектираше и тој јасно искажа. Зошто, пазете, сите политички партии од 240, 227, 13 не беа присутни, сите едногласно прифатија оставката. И леви, и десни, и националисти, и либерали, и центристи, и конзервативци, сите ја прифатија оставката, затоа што се свесни, Бугарија има една голема работа, за тоа што говоревме претходно, кога ќе завземате еден став, кој што е национален, кој што ја брани бугарската држава, Тие се обединуваат. И така стои пред парламентот, нивни во собранието, со единството ја прави силата на државата. Едноумието. Некако уште не отпадне на времето на Живков, да ти кажам, со едноумие ја донесува и резолуцијата во која што не се призна мојот македонски јазик и мојата нација. Што е за мене срам. Извини, по моја лично видување, Бугарија денешна, целата политичка сцена е заробена од две личности, Борисов и Радев, кои што во себе има длабоко вткаено бугарска димензија за бугарско ширење. Дали ја знаете песната од Воја Стојановски, покојниот наш пеач?
Македонија ще речете, Мој делете личен ја пријател, видео. да. Да. Има сега бугарска песна во кој што бара 8 делови да се вратат на денешна Бугарија да бидат цели. Прашувам себе, прашувам историчари, кои се тие 8 дела кои денеска и недостасуваат на Бугарија? Не можем, јас стигнам до 5, што знам, Добруджа, Тракија, Македонија, нека биде Пирот, Ниш. Доаѓаме до факт дека и Косово е дел од Бугарија. Доаѓаме до факт дека буквално бугарската држава, Тимоти, Крајина, сите тоа, стигнува малтене до земју. Луѓе, до кога ќе живееме? Балканот е веќе сиромав со популација. Ќе ни дојат се екзодуси од други, да не кажам, системи кои овдека ќе живеат на Балканот. А ние правиме големи империи на големи држави без народ. Каде тоа го има? Само на Балкан. Мора да пораснеме. Моите бугари, мои бугари, и во Македонија и тие се мои бугари. Не ги мразам, само барам почит. Барам да бидеме еднакви и да градиме заедничка еднина. Кога го спомна Шуман, ги спомна Европската заедница и Европската унија, најголеми непријатели на големи сили од светот биле Германија и Франција. Најдоа модус да се спојат и да направат заеднички интерес во кој што денеска и стандардот и во двете земји цвета. Ние не вадиме поуки од тоа како големите земји со поголема омбраза и поголемо крвопроливање успеале да се смират, ние овдека правиме свој, да не кажам, империи, големи држави во кои што не може да го разберам поривот. Да. Знаете што, јас само сакам да ви спорам, разлика е меѓу Франција и Германија, сосема диаметрално спротивно со ова со Бугарија, односно што е наметнет вештачки спори со Грција. Да ти кажам, не, и они имат многу нерашистени работи, што знам, Елзас, сите тие работи, територијални, меѓутоа, интересот е битен. Сакам во оваа емисија, ако ми дозволите, со оглед се повикувам на информации кои не се автентични како што ова политичка структура или проект СДСМ што јас го напишав и денеска е објавен, СДСМ Сорос и Македонија на крстопат. Значи нема врска, господин Костовски, верувајте ми, околу тој езодус што го спомнате, значи нема мигрантски кампови и редри работи Македонија. Ова е наметната или вештачка страна на еден фейк ньюс, крива информација, за да се направи еден метеж во системот. Во државата, пардон, не системот. Еве, дозволите ми вие, ако сакате да додадете во секој случај, бидејќи, Македонија беше, не сакам да се повторам, држава која прифати 450.000 мигранти, бегалци, да речем тоа, од Косово, и навистина, што во светската историја тоа го нема на меѓународно поле, и што добивме контра тоа, добивме војна 2001. Од друга ситуација, 2015 имавме еден добар коридор кој менаџиравме успешно и ги спративме и добивме поддршка од Европска унија. Еве, јас ве прашувам, јас стојам до тоа дека нема никаква мигрантска населба или мигрантски проект во Македонија. Повелете вие кажете, не да застапаме Марија не повели. Значи, од моја главна гледање, мигрантската криза ќе биде, сега беше, после атакот во Сирија, на бомбардирањето на Сирија, 2012 почна тоа, веќе 14, 15, 16 го доби пикот и остана и денеска на самитот во Брисел се дискутира за мигрантите како нешто што представува голем проблем за Европа, и легалните и оние што се нелегални мигранти. Но факт е дека Европската унија, ние сме европскиот континент пред се, не само унијата, и ние сме тука. Преку нас 2015 година поминаа милион луѓе. И тоа немавме ни детектори за очите, немавме оние помагало што ги има, да речеме, современите земји, Франција, Германија, Австрија, Словенија за идентитетот. Ние ги убаво ги примивме, ги транспортиравме од Богородица до Табановце, негде ги сместивме во оние наши прифатни центри. Некои, јас, еве, таму од Софија се јавува за некои луѓе кои што беа палестинци, некои беа сиријци, се јавувавме да ги нивните роднини идеа во Софија, па ги праќавме тука во Македонија да си ги најдат своите родители, да ги најдат своите
браќа, сестри, значи Македонија се покаже како еден стожер кој што успешно ја изврши мисијата на трансмисија на мигрантите од Белото море до дестинациите на континентот. Меѓутоа, тоа ќе остане проблем, но на ваков начин би рекол, еден актуелен проблем кој што ќе се повлекува и во иднина, со него да се манипулира за дневнополитички поени е недозволено. Тоа е мој став. Не може да се манипулира со тоа, затоа што нема македонското општество никогаш не било ксенофобично. Така е. Кај нас никогаш немало гета. Значи ние живееме нормално, имаме општина кај што живеат роми, 20.000 тука, во кој што напредок Шуто Оризар игра со нашиот југ, да речеме, или со Шкендија, или со не знам кој друг тим. И тука ние си живееме на некој начин, на вистина, на начин кој што е инклузивен, уште останат од Романската империја, од османлиското време. Што е пример. Што е пример може да биде за Европа, кај што вие одите во Париз и гледате еден кварт, таму живеат во гето, во Лондон, одите во Берлин. Значи ние можеме тука да дадеме пример, но за тоа ни треба поддршка. За мултикултурализам. Нас ни треба за тоа поддршка. Нашето богатство, таа мултикултура, тој наш инклузивен начин на примање на сите луѓе кои што се во Македонија и кои што идат во Македонија, не да го правиме на начин да го употребуваме за дневнополитички или партиски поени, туку да кажеме од кои причини Македонија е против политиките за ширење на такви фамозни тези за прифатни кампови, договори со Британија кои што не постојат. Видите што се случува, видите како Трамп го тужи BBC. Него му монтираше BBC. Му се извинија и си бара се 5 милиарди. Да, бара за едно 5 милиарди, за друга тужба 10 милиарди бара. Така што Таймс наводите, јас го кажав негде некоја изјава, кажав дека Таймс треба да се открие кој е тој новинар, кој го платил, зошто пишувал така, кои му се изворите, кај се документите, отворен офисот ли се, на друго место ли се. Значи денеска медиумите се исто подложни на одговорност. Само да подсетам. Во тој контекст да завршам. Само да завршам. Значи тука нема што, таа е наша политика, ако вас ви кажува премиерот, ако во собрание имате резолуција, точно кои се тие проблеми со што се соочува Македонија и како да се решат, ако општинските совети, ние сме биле и во тој дел на локална самоуправа, знаеме што значи кога советот ќе донесе одлука, градоначалникот ја инициира, предлог ја стави на дневен ред, кај што советите на таа територија на општината не дозволуваат да се изградат такви кампови. И едноставно ви имате мерки на државата, имате мерки на политики, имате мерки и инструменти кај што со политички флоскули, со политичка, да речеме, некоректна реклама, вие на некој начин правите проблем во меѓународниот углед на Македонија и како меѓународната заедница гледа Македонија во тој дел. Тоа е многу важно. И тука не сме стратешки договор си го уништил со таков начин. Не затоа велам правите проблем. Ви односите со Британија, односите со Европската унија. Некој ќе го праша кој тоа го потикнува Македонија, дали евроскептиците, дали некој друг, дали кои се намерите со таквата ксенофобична политика, што правите вие? Дали вие сте ксенофобични, ќе ве прашаат. Значи тука вие имате едно чудо работи кои што нанесуваат штета на нашата татковина, на државата Македонија. И затоа треба да се реагира со премиерот тука постапи извонредно, прецизно, точно, јасно, кажа кои се реперните точки, кои се одлуките, како се действува и како сега ние може да се сомневаме во нешто кое што е подкрепено со изворен документ во собранието, во општински совети и како вие се... На дофат, на сите беше... Едноставно не држи таа теза. Повелете, јас не одел. Вака, пред ние сме дел од една светска заедница, Македонија. Може би малечка држава, меѓутоа... Дел сме. И кога се кризи, падови, ние го чувствуваме, може би покасно, али уште потешко. Миграцијата денеска е реалност. Тоа го кажа. И не смееме ние да ги забошотиме тие работи, ние ќе се затвориме. Треба да се води тука политика. Да, ако и треба да прима мигранти, каков тип на мигранти? Тоа ЕУ ми го покажа кога почна војната во Сирија и таа рана пролет на арапските земји од Северна Африка, кога настана масовни померувања. Либија. Сакам да кажам, они буквално на граничните прелази поставија далеко од своите земји луѓе кои ги тестира каков човек он треба да прими. Како едуциран? Дали ќе биде за нечие, дали лекар, дали професор, дали уметник. Сакам да кажам, не можеме ние тој процес да испаднеме од колевка да кажеме ние сме затворени, ние ќе бидеме кафес.
Меѓутоа мора да водиме политика што ќе примиме тука. Мораме да знаеме. Маријан, не можеме, тоа е процес во кој што миграцијата секој пат од постоењето на цивилизацијата постои во светот. Во кој степен денеска е засилена бидејќи имаме многу работи социјални и димензии, буквално животен стандард кој што ти дава можност за побрзо да мигрираш. Тоа е процес, ние не можеме да го закочиме. Само треба да бидеме паметни и мудри, туку да видиме колку ќе примеме, како ќе примеме и колку нам ни треба за овдека да бидат. Значи, повторно велам, тука сите политички субјекти, не да се маваат денеска во етерот, ти вие ова се потпишале, ви ова, и да потпишам, сакам да знам каква еднината овдека ќе биде, каков човек ќе ми дојде овдека, да не ми го поремети мојот начин на живење. Не сакам да ми живее во гето, сакам да биде инкорпориран во системот. Не сакам како што гета има и во Париз, и во Франција, и во Берлин. Неќум тоа, сакам, ако дојде да ми биде мој сограѓани. Бидејќи ние Балканот, секој пат сме биле место на миграции. Секој пат историски. И не смеме од тоа да побегнеме. Меѓутоа мора да бидеме мудри, паметни. Како се тоа да го направиме, да биде функционално. Процесот у светски рамки не можеме да го промениме ние. Само да се инкорпорираме на мудар, паметен и за нас од интерес начин. И да бидеме организирани. Да. Затоа што ние, ако земеме нашата историја во тој контекст, Византија и Источно-Римското царство, вие во Македонија имате населување на кумани, во Куманово, угри, печенези во Саботско, во Воденско. Вие имате племиња цели кои што и ден денеска се гледа потеклото, етимологијата, реките како се нарекуваат, градот како се нарекува, значи и на крајот и антропологијата, какви луѓе тука дошле. И секој сме биле простор низ кој што транзитираат многу луѓе. И од Африка и од Азија кон нас, и од Европа кон Блискиот Исток. Ние сме единствена континентална врска на Европа со Блискиот три Исток. полуострови во Европа е Балканот најизрази во мигрирање. И тука ние мора да мигрирање. бидеме организирани, во таа насока зборував ја. Имаме доволно инклузивно искуство, па на крајот на краишта ние живеевме во една федерација. Југославија беше Европска унија во мало. Така е. Има тука и хрвати, и словенци, и црногорци, И кои што денеска ги остана и имаме ден меѓу денеска нас. ги имаме, Мешовите што имаме Европи. искуство со тоа. Имаме опит. Знаеме како да се справиме и не е проблем кај нас, ама треба да бидеме организирани. Европската унија сгреши. Имаше предлог, се сеќавам, 2015 се направат кампови во Либија, во Сирија, во Авганистан, каде што таму ќе се врши таа проверка и со организиран транспорт, не преку Медитеранот, преку Средоземјето, кај што луѓе изгина, туку со бродови, легитимно, на начин со проверки, со дополнителни документи, квалификација на луѓе да дојдат во Италија, да дојдат во Шпанија, да дојдат во Германија. И тука Европа 3 милиони мигранти. Грција има преку милион мигранти. Така е. Италија има преку 3 милиони Исто има. мигранти. Шпанија има. Шпанија Шпанија има 3 Не милиони. можеме ние да бидеме заштитени. Меѓутоа, не можам да го прифатам начинот кој, например, Косово прима 50 мигранти од Америка како чест према Соединените Американски држави, што е Еди Рама ќе гради кампови, бидејќи така барал мојот. Ама барал 10 милиарди. Сакам ние. Ние сме друго општество. Кого? Така треба Кого да се овде мислиме. да примиме? Према нашата историска Не можем да избегнеме. димензија. Ќе примиме. Ама кој ќе го прима? Да ми биде ставен буквално на скенер. Да видам кој ќе ми дојде тука. Многу е битно тоа. Мудри, паметни луѓе само така ќе подмислат. Не можем да го запреме тој процес на мигрирање. Ама да не бидеме колатерална штета во кој што, ако немаме систем, во кој што како ќе се одбраниме, можеме да станеме парен патше. Добро, тоа е прашање на стратегија. Така изградиме е. стратегија која Така што е. ќе ни ги даде Мора стратегија. ќе ни ги даде детерминантите тактички како да действуваме во ова, би рекол, отиднење сме живееме во процес на глобализација. Така е. Што е семантички различно од глобализмот, која е политичка доктрина, ама факт е дека сме глобален свет. Тоа е факт, не може да избегаме. Фактот говори дека Филипче си, ја спомнам, ја испофалив мојата колумна денешна, место да биде реформатор, тој наистина бил обратно сето на начинот на артикулирање, како е презентира таа наметната програма, што треба да ја инкорпорира, што го употребиме тој збор вечера повеќе пати, на македонско тло. Дали ние, со оглед дека големи
финансиски потенции се опрашање, милиарди, 6 милиарди беше тој стратешки договор. Се работи на коридорот 10, брза пруга, која само 160 милиони евра како карго ќе бидат у бенефит на Македонија. Тоа е кажа само една мала финеса. Дали да бидеме обединети на таа ситуација и самиот премиер рече повикувам на соработка. Повелете, дајте предлози, дајте идеи, дајте потенцијал. Значи, како што реков, работиме за една иста куќа се вика Македонија. Како го гледате се тоа дека тука има бенефит, нема обратно? За стратешкиот договор? Да. Па видете, прв пат Македонија, па еве јас сепак сум јас од еден дел на општеството кој што и принадлежи на економските постулати и работам толку години и работев. И мислам дека на Македонија и е неопходен, тоа се вика big push, еден удар во грбот, за да може да го надмине овој јасот пред се во развојот, оти живееме во време на монетарни агрегати. Нели, се гледа економскиот раст, се гледа инфлацијата, тоа е монетаризмот, тоа е економскиот детерминизам, тоа се културата на парите на крајот. И Македонија мора да направи еден голем скок пред се во инвестициите. Значи, странските директни инвестиции беа важни секогаш, меѓутоа сега се многу важни за Македонија, зашто во период 2017-2024 година до мај, ние од задолженост на јавниот долг од 47% или 4,2 милиарди, стигнавме до 8 милиарди јавен долг. Колку што бевме од 80-91 до... Сега, ние се задолживме толку многу, стигнавме од 57% за надворешен долг, 7,2 милиарди, стигнавме на 13,5 милиарди. Така. И сега вие кои имате таква ситуација, вие не можете да се развивате ако не најдете некој инвеститор кој што ќе ве подкрепи, затоа што веќе ги немате вие со вашите референтни позиции, вашата оценка на големите тие куќи кои што ви го прават рейтингот, и вие имате една Британија која што има 3А рейтинг. И фактички стратешкиот договор со Британија е да ни го на некој начин да не подкрепи со нивниот кредитен рейтинг, да добиеме, видете сега, никој не го кажува тоа, ние не добиеме пари од Британија, еве сега за пругата со... Брзата пруга. За осмиот колосек, осмиот коридор. Осмиот коридор. За коридорот број 8, тунелот, што е над 600 милиони евра под планината, под Осковските планини. Вие таму барате која банка на тендер, втората фаза. Прво е дека Британија ќе ви го даде нејзиниот рейтинг, да добиете место Либор, Евролибор плюс 2-3%, да добиете Евролибор плюс 7%. Тоа е британскиот договор, стратешки договор. И сега барате на тендер, која е таа банка, дали е Societe Generale, дали Deutsche Bank, ќе даде најповолни услови за кредитирање, а третата фаза е проектот, која фирма ќе го добие тој проект да го изведува. Дали ќе биде наша фирма, дали ќе биде некоја друга фирма од регионот или некој голем светски конзорциум. Можам да влезем во финале. Затоа е тоа дека тоа е многу важно за Македонија и прв пат Македонија успева да застане, пазите се работи за 6 милиарди континуирани инвестиции кои со време ќе пораснат во големи проекти. Тоа не се проекти за, би рекол, проект за пруга Табановце Гевгелија, односно Богородица, тоа е нешто круцијално за Македонија. Ние немаме железнички превоз. Јас како дете се возев секоја недела Неготино Скопје, сега нема воз со шинобус. 63-та година говорам. Поминале 60 години од тогаш. Ние немаме воз денеска. Патнички. Многу поспор воз. Многу поспор. И сега поентата тоа е поентата. Тоа е токму за вас. На тема за не, знаеш зашто, Трифон, јас извинувам. Убаво, ево ти влагаме у финале. Странска инвестиција, но како да ја смириме таа коруптивна, криминогена ситуација, кога банки потопуваат, уништуваат потенцијали кои треба да финансираат економски развој, да создадат. Тука сакав тоа добро реков тој грветер у грб. Big push, да. Big push. Еве, за тоа сакав. Најнапред, овој британски кредит за мене е една убава новина во која што нам ни дава прво гаранција дека некој стои зад нас. Тоа е големата работа. Како држава. Така е. Второ, тоа е Велика Британија која што е единствена држава која што испадна од ЕУ. А зошто испадна? Никој во Македонија не знае. Никој не знае. Ниту сакаме да знаме. И се правиме буквално слепи. Сметам дека тоа е грешка. Во моментот кога се потпиша тој договор, во Македонија имаме илјадници посети
на буквално испитувачи на теренот како тој капитал ќе влезе. Инфраструктурно, енергетски, развојно. Секако, има многу работи. Тоа се проекти кои што 6 милиарди се само старт-ап. Може да бидат и 60 милиарди. Ако ние покажеме димензија дека умееме да ги дочекаме. И правилно да ги Маријан, искористиме. покрај инфраструктурното и енергетското проблем, ја во мој, бидејќи имав многу комуникација со мои пријатели енглези околу ова, они испитуваат, барат, дали имат фирми кои ќе ги подизведуваат, ќе бидат, дали имаат работна сила квалитетна, дали се едуцирани, колку се спремни. Верувам ми дека британецот верува, ама и проверува. Тоа е основното нивно начело, кој што мене многу ми се допаѓа. И второ, што е за мене многу побитно. До сега го почувствувавме шамарот од сите европски држави. Ние, македонците. Од британците се уште не биле кај нас во Македонија. Да видиме. Бидејќи тие, како империја, каде и да биле, остале оставштина во еден систем кој секдека на кое место денеска, у било која држава вие додите, тој британски систем е многу функционален и мене многу ми се допаѓа. Проверен. Имате по една минута као порака, со кого да почнете? Апсолутно, го поддржам овој. Вашата камера. Па најнапред, честит, нека не е празникот Свети Никола, нека овој светец со останатите светци во наша православна црква ни дадат живот, да положиме, да ни дадат разум, ум и да положиме да се градиме државата. Од нас зависи иднината на нашава држава. Од нас самите, овдека, жители, ние македонци, албанци, срби, бошњаци, роми. Сите ние сме тука за да градиме нашава држава. Никој друг од страна нема да ни даде помош, додека ние самите не си го изградиме нашиот дом. Бидете им поздравени и посакувам добри празници, новогодишни и божични празници и да во вашите семејства владее мир, спокојство и иднина. Благодарам, господин амбасадоре, кој е ваша камера? Почитувани гледачи на емисијата Гласот на народот, во ова предвечерие на завршетокот на ова 2025 година, на еден голем ден на Светец Свети Никола, кој што е и моја лична слава, би сакал да ви пожелам на сите верници пред се, на сите оние кои што веруваат во доброто, кои што се борат против злото и кои што веруваат пред се во нашата татковина Македонија, независно на која конфесија припаѓаат, дека нашата татковина е земја во која што треба да бидеме убедени, може да се живее спокојно, може да се има иднина и може да се исполнат сите лични, семејни и општествени, би рекол, заеднички желби на целото македонско општество. Нема што многу да се каже. Треба да се работи, треба да се верува, треба да бидеме истрени, трпеливи, како сите наши предци, кои што создале и дошле до тука да ни направат македонска држава, стремежот на 1903, Аснон, нашата револуција, создавањето на македонската држава, независноста, денот 8 септември на суверена и самостојна Македонија, лозунгот Воскресна Македонија не обврзува и ни дава и надеж и волја со добро здравје, со добра мисла да ја градиме нашата татковина, која што ние ја позајмуваме на нашите идни генерации, за да направат нешто поубаво, подобро и постречно за сите кои што ќе живеат во ова наша, би рекол, на целиот регион, културно-историски регион Македонија. Најубава земја. Што да кажам, почитувани по овие прекрасни убави две пораки, освен да ви посакам и вам добро здравје, многу сила и токму ова предпоследна емисија оваа година, сакам секогаш да бидете во тонот и во духот на единството, заедништвото и благосостојбата. Да сте ми живи и здрави, да е вечна Македонија за многу години, денешниот празник, Свети Никола. Благодарам од мојата екипа, Кристина Томич,
Ивана Алексовска и сите вас кои не гледате на сите 5 континенти, да сте ми живи, здрави и долговечни. Господине Костовски, благодарам, сакам добро здраве и вам, И вам исто. И дај Боже, Марјане, што тебе ти благодарам, што дошол. поскоро да се реши вашиот Многу проблем. си ми, Амбасадор, многу си ми. направивме Пред да прекрасно. влеземе те оговаравме. Ти си човек кој што имаш емпатија. Ти непријател не можеш да створиш. Така е. Такви се родени и од Бога дадени. Да сте ви живи и здрави за многу години, уште еднашка се гледаме на 26 годишна емисија, во која ќе предскажеме еднината на светот 2026. Со исто така експерти кои ја познаваат меѓународната политика. Пријатен вечер. Четвртина век, 25 години, една емисија, еден човек, еден народен глас. Подсетник дека демократијата не е елитизам, туку учество. Гласот на народот со Слободан Томич, клучот на демократијата. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.